Продолжување на проектите или фудбал по канцелариите, шверци слобода за криминалците. Тоа според премиерот Христијан Мицкоски ќе биде изборот на граѓаните на следните избори. Како што рече денес тој во својата изјава, ако граѓаните изберат коалиција предводена од ВМРО-ДПМН, реформите и проектите ќе продолжат, а ако некако што истакна ќе следи враќање на старите политики и практики. Ние имаме своја цел, имаме фокус, имаме приоритети и врз основа на тоа ние ќе ги водиме нашите политики. На крајот од денот на избори граѓаните ќе гласаат, многу ќе биде јасен изборот, од едната страна ќе биде коалицијата СДСМ, ДУ и Левица, од другата страна ќе биде коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Граѓаните ќе одлучуваат за кого ќе го дадат својот глас. Ако нормално одлучат да го дадат за коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, реформите, проектите ќе продолжат. Ако одлучат да го дадат гласот за коалицијата ДУИ, СДСМ и политичката партија Левица, ќе имате работа со луѓе кои што се нихилисти, повторно ќе гледате фудбалчиња по канцеларии, ќе гледате како марихуаната станува вносен бизнис во државата, шверц, криминалците повторно ќе се вратат на улиците, ќе ги основуват затворите. Значи тоа е разликата меѓу едната и другата влада. Така што националните предавства ќе се потпишуваат договори за се и се што. Премиерот Мицкоски се осврна и на состојбите што ги затекле во водостопанството. Неплатени плати, долгови проблеми со водата за земјоделците. Рече дека сега работите се средуваат и дека исплатите кон земјоделците продолжуваат. Неисплатени плати во АД водостопанство, 3 плати не беа исплатени на работниците, сега тоа оди месец за месец. Со самото тоа и придонеси. Акумулациите беа претворени во мучуришта, буквално, вклучително и тука во Кавадарци, Тиквешкото езеро. Конкретно лозарите среќа беше да добијат вода за наводнување на посевите. Сега гледате со домакинско работење, тоа веќе не е проблем, тоа е, како да кажам, нормална работа, но кој ќе се спореди со состојбата тогаш беше проблем. Неколку плати неисплатени во национални шуми и долгови кон земјоделците по основ на директни плаќања од 2020-2021. Сега веќе ги завршуваме со ребалансот, ќе се доисплатат и за појоделците и за млекарите од 2025. И веќе е почнат циклусот на пријавување за субвенции за директни плаќања во 2026 година. До сега се повеќе од 15 милиарди денари за 2 години исплатени директни субвенции кон земјоделците. Инаку Мицкоски нагласи дека тие како влада имаат своја цел, фокус и приоритети и врз основа на истите ќе ги водат своите политики, за кои што на крајот граѓаните ќе изберат дали ќе гласаат.